Се поголем број возачи сваќаат дека зимските пневматици не се само законска обврска, туку реална потреба, дури и на нашите простори. Но за жал расте и бројот на оние што мислат дека паметното решение е купувањето само зимски пневматици и возењето со нив преку цела година. Причините зошто не треба да го правиме тоа се повеќе или помалку истите, како и оние зошто не треба да користиме летни пневматици во зима. Имено, разликата меѓу нив не е само во дезенот на газната површина со кој подобро се изфрлуваат наносите од снег и дожд од коловозот, туку и во составот на гумената смеса. Кај летните пневматици таа е прилагодена да се прилепуваат на асфалтот на температури до 7 степени Целзиусови, под кои се стврднуваат. Своите карактеристики исто ги менуваат и зимските пневматици, кои на врелиот асфалт премногу се загреваат и едноставно не можат да држат. Дополнително, крутите странични ѕидови ги спречуваат зимските пневматици да се прилагодат на оптоварувањата во свиоци. Влијание има и споменатиот дезен, бидејќи ламелите направени за подобро прилепување на снег тука немаат никаква улога. Напротив, нивното влијание е негативно бидејќи ја намалуваат на газната површина, од чија големина зависи држењето на пневматикот при свртување и остри запирања. Некои истражувања покажуваат дека патот на запирањето се продолжува за 20%, што при брзина од 100 км на час изнесува 8 до 10 метри. Поголемата бучава, која ја забележуваат и неискусните возачи, но таа е најмал проблем, исто како и нивното побрзо трошење и изголемената потрошувачка на гориво. Безбедноста сепак е на прво место, а таа накратко кажано со користење зимски пневматици на повисоки амбиентални температури во критичните ситуации е сериозно нарушена. Затоа тие напролет треба да се заменат со летни и исправно да се складираат за да ја дочекаат наредната зима подготвени за предизвиците за кои се наменети.